кога на Мукос на 14 септември во отворена борба бугарските окупатори ги дадоа своите големи жртви, во Прилеп почна големата рација на активисти и симпатизери на Народно-ослободителното движење. Во Дамница пак, тука на неколку километри од Прилеп, каде партизаните беа прифаќани како своји луѓе и беа помагани од дамничаните, првите домајки на четата Димитар Влахов, што беше формиран над самото село во местноста Гавран, полицијата направи масовни апсења. Сите мажи од 16 до 66 години, откако молчејки поминаа на прашањето дали кријат партизани, беа однесени во Прилепската касарна. По 2-3 дена малтретирања беа ослободени сите, освен 13 над кои паѓаа тешки обвинувања за соработка со партизаните. Тие и уште 8 прилепчани на 19 септември, ноќта, околу 11 часот, беа изведени од касарната и овде, на Дамничкиов завој стрелани. Потече крв по Дамничката сводолица. Убиени се Добре Јовановски, Сотир Джигиджик, Андон Слабејко, Киро Ќосовски, Адем Адемовски, таткото Димко Мрчевски и синот Аце, Ордан Велковски, Ордан Кузмановски, Андон Секуловски, Атанас Секуловски, Тоде Крмчевски, Душан и Алекса Бешировски, Орде Кабецот, Алекса Шаламановски. И уште пред да бидат донесени на стрелиштето, од претепување во касарната на раните подлегнаа Рампо Левката и Сотир Дамевски Дамастија. Беше тоа ноќта на 19 септември 1942 година. Крвав чин на еден славен почеток кој почна уште пред една година со нападот на участокот во Прилеп. Самиот напад и настаните после него беа израз на едно нараснато народно-ослободително движење. И во тие судири заправо и растеше тоа движење. Така да пролета 42 година стана јасно дека е одлучна година. По октомвриските настани 41 продолжи натамошната активност на партиската организација, на масовната организација Народна помош, како што ја викавме, на војни комитети во населбите, по предпријатија, на диверзански групи и активноста, вкупната активност беше срачуната на подготвување на нови вооружени единици, што во пролета 42 веќе се оствари. Преку известителната служба, местниот комитет на партијата и местниот воен штаб, веќе во јули дојде до сигурни сведенија дека окупаторот планира една сеобухватна акција за пресметка со движењето, за попречување негово, за поготово што окупаторот осеќаше дека се работи за сериозна сила која се спротивставува, сила која има широка подршка во народот. Многобројни се куќите кои служеа за нелегални сосканци, за сместување на разни материјали, оружје, опрема, прехранбени материјали и други такви потреби на движењето. Веќе во јули отпочна
почетните подготовки на окупаторот за широко замислена офанзива. Делови на тие окупаторски сили беа распределени по одредени пунктови во некои села, во главном свртени према терените каде действуваше партизанскиот одред. И судирот отпочна, кога одредо вршеше акција на еден правец, на друга страна диверзантска акција, или сечеше бандери и жици телефонски под градот према Битола, или западно од Прилеп према Меđučište во тој правец. Окупаторите правеа се да не им дадат можност на партизаните да се организираат, а партизаните се подготвуваат да удрат уште посилно таму каде најмалку беа очекувани. И на 16. мај 42-та, овде, во местноста Гавран над Дабница, е формиран партизанскиот одред Димитар Влахов. Дабница селото беше отворено за партизаните. Дабничаните беа првите домаќини на партизаните. Се организираат да го помагаат одредот. Нивните фурни печеа леб за партизаните, а тие пак, партизаните, како да се обврзани кон своите домаќини, речи си по секоја акција, тука се враќаа. Партизанскиот одред Димитар Влахов, меѓу своите места кај што боравеше, беше и на Дабница. Имавме два логора на Дабница. Едниот беше на местото Джана, а другото Мирчојниви. Имаше и други места кај што се врткаше одредот на Дабница, али главни места овие две беа. Одредот имаше свој логор и во Мукос, исто така и над Гостиражне во една пештера. Во главном неговото кретање беше планината Бабуна. Слушаш ли, мајко Бабуно, врева и пукот народен, гледаш ли силни јунаци, гледаш ли магли правои, гледај и порти отварај, високи порти гранитни, мили ти гости кајдат, на год седел чекноците, пушка во рака стегнале, награди, бомби, патрони, свесно во борба летнале, во один борба да горат, ало во знаме да себе. Одредот 42 година при крајот на веќе јули месец беше толку ојакнат и се најдуваше над село Дабница на местото Джане. Тука беа собрани околу 40 партизани и тука веќе се договоривме точно према планот на местниот комитет на Прилеп да вршиме воени акции. Првата воена акција одредот ја изврши на Плетвар, каде се стрелани 6 непријатели, меѓу нив и председателот на општината, кој уште 41 година беше заробен во село Царевиќ и тогаш беше
опоменат дека не треба да му служи на окупаторот. Тој тогаш вети дека нема да служи на окупаторот, меѓутоа 42 година, 13 август, кога извршена акцијата на Плетвар, него го најдовне пак како председател на општината Плетвар. Со него се најдува и неколку агенти и двајца полицајци и сите тие беа осудени на смрт на лице место поради тоа што и самите селани бараа да бидат тие осудени. Потоа одредот на 2 август 42 година нападна на општината во Лагово. Таму е уништена архивата општинска, во која беа и списковите за собирање на жито и волна од селаните, и селаните беа толку задоволни што и самите ни помагаа во палењето на архивата. Потоа селаните ни помогна и да отвориме касата од општината. Сметаме дека во касата има важни документи и сакаме да ги земиме. Касата ја отворивме со секира и натре најдовме бланко открити листови, некои десетина хиљади лева и други печати, други материјали кои ги има општината, кои беа секако значајни за нашиот одред, бидејќи бланко откритите листови ги искористивме за давање лажни документи на нашите илегалци. После извршената успешна акција во Лагово и Плетвар, партизанскиот одред се подели пак во две чети. Едната чета отиде за Гостиражне, а мојата чета замина за Дабница, каде останавне неколку дена на Дабница. Кога дојдовне на Дабница, уште ноќта ги известивне селаните во селото и беа толку одушевени од акциите во Плетвар и Лагово, уште ноќта жените сите се разбудиле, месеа зелници, не знам тамо лубеници и читав карван товари дојдо горе селани и со храна, со други материјали, а лиштата наши беа оставени за перење и донесо испрани и толку беше дочеко горе да почна да не бацува селаните и не честитаа за акцијата. Тогаш донесовме и еден радиоапарат на батерија од Лагово. Тој радиоапарат го пративме долу во Прилеп за работа на нашите илегалци и писача машина со која командантот на одредот Борка Левата напиша извештај до местниот комитет за успешните акции. После неколку дена боравок над селото Дабница во местото Мерчој Ниви, мојата чета замина за село Никодин, од каде после се врати и заминавме, дојдовме во Мукос. На Мукос на 14. септември се водени борби, откако се обколени, фатени се осумина партизани, ранети и потоа убиени. Блаже Челото, Борка Јовановски, Гога Бешировски, Борка Ристевски, Димче Кралевски, Цане Нанески, Стеван Апостолски и командантот на одредот Борка Велески Левата. Убиените партизани се донесени во Прилеп како застрашување и предупредување на граѓаните и како замка за сите кои ги познаваа, да се издадат, да ги издадат нивните другари. Никој не ги издаде. Но клета мајка како го трае, ја клукна змија болка ја сви. Ги изви таа с ужас прстите и прекри лик и само солзан изобраз ливна над мртов строј. И ми коведа ја светно силно безумна мислено мисла дивна. Не е тој. Стотина уапсени беа донесени во касарната. Беа подложени на теророт што за нив го измисли поручникот Иван Куцаров. А тој беше со фантазија. Се нови малтретирања, до умирање. Исти мачења има во затворот, команданството, келиите. Само тие келиите знаат за ноќните сослушувања, за ударите на камшиците, за тврдоста на уапсените и за нивните болки.
Во касарната е измачуван и рамполевката кој издивна од претепување. Закопан е некаде над касарната, но до ден денес гробот не му е пронајден. Куцаров во сослушувањата што над него ги вршеа наши иследници по ослободувањето даде скица за гробот на Левката, но тоа беше измама. Гробот не е пронајден. Рамполевката беше мощен и популарен човек. Активен во политичкиот живот уште од пред војната, нарочито во изборите и така натаки. Се сеќавам секогаш кога ќе затребаја поголеми средства за покривање на разни потреби на движењето, ќе се обратевме до Рамполевката со нарачка за колку време и која сума не интересира као потреба. И тој нееднаш се случуваше, че замине низ чашија од дујчан на дујчан и че собере по 20-30 илјади лева, што за тоа време беше голема пара. Што секого беше близок, можеше да пристапи на секого, и негото влијание, негојот допринос за ширењето на движењето во градот и по селата беше ретко голем. Песната Бабуна на Рамполевката создадена е во втората половина на декември 1941 година. По барање на организациите, во еден од мајските броеви на нелегалниот лист Народен глас, песната Бабуна беше поново печатена и сачувана во историскиот архив. Слушаш ли, мајко Бабуно, врева и пукот народен, гледаш ли силни јунаци, гледаш ли магли правои, гледај и порти отварај, високи порти гранитни, мили ти гости каидат, на год седел чекноците, пушка во рака стегнале, награди, бомби, патрони, свесно во борба летнале, во один борба да горат, палово знаме да се Првите апсења по борбата на Мукос беа во Дабница. Не случајно, дабничаните останаа приврзани на партизаните. Тоа го знаеше окупаторот. И апсењата на мажите од 16 до 66 години ги направи откако претходно цела ноќ го држеше селото под блокада. Селаните не признаат дека ги помагаат партизаните и беа донесени во касарната. И тепани. 14 мината најсумнителни задржани беа до донесувањето на Дабничкиот завој, каде беше стрелањето. Преживјаните и жените и сега се сеќаваат на тие морничави дни. Септември 40. Го знам откако не забрав, после не го видов јак се. Умре да ми рече да го донесам ја страда да се приберам до него да го видам. Рекao, ако најдиме нешто во село, сите ќе ве понищиме. Златни деца, пистиме, лечка и подува. Па ни изнесо он дека па дојдо бугарите, маживе интелирани мажите и ние сите по повојниците иди овдека баре не претресувале, па ништо не најдо, па се спасине неку стуливне. Ама не маки, затоа вака се ќе си избиваме, ќе си јачиме.
Со давничаните симпатизери на Народно-ослободителното движење, со прилепчаните Ова активисти беше и просторија Петко беше Велковски. конјушница во свое време. И вечерта на 19 септембар не донесов натре. И почна да не врзува со една дебела ортома. Еве ортома. Од прилика ваква, а можда беше и подебела. Врзувањето стануваше за рака, вака, добро притегнато, еден, па друг до него. Така да едниот беше врзан за левата рака, другиот за десната рака. И со ред сите 18-20 души колку бевне. Од кога не врза, Куцаров почна да ни зборува дека сега одовде ќе ве носиме во една пештера изнад Дабница, таму имале ватено некои партизани и требало ние да ги познаеме тие партизани, да ги кажеме по име. Во противно, ако за некој скриеме некои податоци, не го кажеме правото име и презиме од каде е, таму на лице место ќе не стрелале. Ние го знаеме тоа дека е мамка. И кога ни ги кажате зборови, охраната еден дел излезе напре, другиот дел позади, начело со Куцаров и не извада одовде, не носеа покрај конјушницата и позади конјушницата овдека имаше една ограда од бодликава жица. Вечерта околу 10 сато преку реката Дабничка ни извадаа на патот што оди за Дабница. Врзани, претепани, крвави, потечени одеа другар до другар, татко до син. Овде не запре Куцаров. Бевне со охрана блокирани и од левата и од десната страна. И позади нас и напре. И Куцаров ни зборуваше дека знаеме овдека во околината на Прилеп дека има партизани. Ако случајно не нападнат, ќе слушате сите мојата команда. И продолживме. Бидејќи бевне претепани во касарната, одвај се влечевне по овај пат, додека стигнавне до местото горе кашо не стрела. Со таа мачна чета беше и дабничанецот Тоде Ристовски. На самата Голгота избега на смртта, јасно беше тука. На 4 километри од градот беа донесени за да бидат убиени. А кога се умира, може и да се стои. И Тоде тргна во ноќта кон Ридот и се спаси.
Едно стрелање, 20 мртви. И убиецот да го прикрие својот злочин, го затвора патот еден цел ден и другата ноќ ги носи во црвените брегови, ги закопува, го затрупува својот злочин над Добре Јовановски, Сотир Джигиджик, Андон Слабејко, Киро Ќосовски, Адем Адемовски, Димко Мрчевски и син му Аце Мрчевски, Ордан Велковски, Ордан Кузмановски, Тоде Крмчевски, Душан Бешировски, Алекса Бешировски, Орде Кабецот, Алекса Шаламановски и четворицата браќа на петиот жив Нунески. После тоа, Куцаров виде дека имаше јаукање, викање да живее комунистичката партија, да живеат партизаните, да живеат слободата, да живее на Македонија и така натака. И Куцаров тогај кажа дека сега ќе ви дадам и комунистичка партија, и партизани, и слобода. И одреди 3 лица од војниците, му нареди да кладат бајнетите на пушка и сите тие што даваа знаци на живот да ги избодат. Војниците почнаа да бодат. Од првите двајца почна, напред беше врзан Добре Ивановски и Сотир Джигиджик, почнаа да ги бодат ним, бодејќи ги преку телата нивни, мене ме зафати, бајонет еднаш во врата овдека и еднаш овдека во гушата. Но претходно, во пукањето ме закачи еден куршум, мал се тука ме одлушна само. Продолжија со ред да ги бодат сите тие кои дава знаци на живот. И кога помина неколку минути, јас во себе си кроев план, треба нешто да се действува, jer ovdека вака не може да се остане долго време. Во скоро време ќе дојди, може би, кола некоја, ќе натовара, ќе не закопа и мене секако жив. Ќе не закопа. Почнав да се ослободувам, што бев потиснат од другарите. Али сио бев облеан со крв, како од мојата, од врато, така и од другите што беа нафрлани. Кога се ослободив, разгледав и на овај крај, и вамо разгледав, и напре, и назад, тога ги видов напре војниците што пушаат цигари и седеа. И мене ништо не ми остана, си направив план, едини спас е само ако можам во реката да влезам неприметно и така нагоре да пребегам, за да бидам спасен.